Барселона е во напредни преговори за трансфер на дефанзивецот на Ливерпул Даниел Агер, кој ќе тргне по стапките на Луис Суарес и ќе се пресели на Nou Camp. Двата клуба се договориле околу цената на Агер, која би требало да изнесува 15 милиони евра. 29-годишниот данец го носи црвениот дрес веќе 9 сезони. За Ливерпул има одиграно 232 надпревари и има постигнато 14 гола, додека пак за репрезентацијата на Данска има одиграно 64 надпревари на кои има постигнато 11 погодоци. Минатата сезона Агер ретко беше меѓу првите 11, па јавно истакна дека сака да ја промени клубската средина и да се пресели во клуб каде што ќе биде стартер и ќе игра повеќе. Голманот на Реал Мадрид Икер Касилјас останува во кралскиот клуб и ќе биде прв голман. Ваквиот развој на настаните се случил откако на досега првиот голман Диего Лопес му било кажано да се замине од клубот по разговорите на претседателот Перес и тренерот Анчелоти, а се очекува нов спортски директор да биде легендарниот Раул Гонзалес. Легендарниот капитен на Реал и на Шпанија ќе биде прв голман, а резервата се очекува да стигне следната недела во името на Келор Навас. Со тоа ќе биде завршена сагата околу Реал, а Икер по година и пол, од која го повлече Мурињо од стартниот тим, повторно ќе добие шанса стандардно да брани. Во клубот ќе се врати легендарниот Раул, штом му истече договорот со Ал Сад и ќе го зазеде местото на спортски директор како наследник на Мигел Пардеза, кој заминува ова лето. Раул ќе биде подготвен за новата функција и ќе биде врска меѓу Перес и соблекувалната, но ќе учествува и во доведување на нови играчи. Фернандо Јеро пак стана помошник на Анчелоти, додека Зидан ја презеде Реал Кастилја Б тимот и во иднина ќе го презеде местото на прв тренер. Серена Вилијамс најави дека ќе ја брани титулата на US Open бидејќи се рехабилитирала од вирусот поради кој мораше да се откаже од дабл конкуренцијата на Вимблдон. 32-годишната американка беше целосно дезориентирана при што беше приморана да се повлече од мечот во кој играше заедно со својата сестра Венус. Претходно беше елиминирана во третото коло во сингл конкуренцијата во меч против французинката Алис Корнет. Кинеската тенисерка пак на Али, која е втора на ВТА листата поради повреда на коленото, нема да настапи на US Open, која започнува на 25 август. Ли ќе ги пропушти турнирите од мастер серијата во Монтреал и Синсинати, кои му претходат на US Open. Кинеската тенисерка оваа сезона ја освои титулата на Австралија Open, што за неа е втора Гранд Слем титула во кариерата, првата ја освои во 2011 година на Ролан Гарос. На Али би требало да се врати на тениските терени во месец септември. Лос Анџелес Лейкерс има нов тренер. Станува збор за поранешниот играч на овој тим Байрон Скот. 53-годишниот Скот потпиша 4-годишен договор, а на местото тренер на клубот од Лос Анџелес ќе го замени Майк Д'Антони, кој даде отказ уште во април годинава. За Скот, Лейкерс се е четвртиот клуб во неговата тренерска кариера. Како играч на SRG-те настапуваше во 80-те години заедно со легендарните Меджик Џонсон, Карим Абдул-Џабар и Џејмс Ворти. Тој претходно работеше како тренер во Нью Џерси Нетс, каде стигна на два пати до финалето, Нью Орлеанс и Кливленд Кавалерс. Во 2008 година беше прогласен и за тренер на годината во NBA лигата.